Добра вечер на сите, почитувани посетители на овој четврт поред настан од серијата дискусии именувана како философија христијана, последна за оваа година. Имаме тема која што има своја собствена специфика, се одвојува од другите дискусии кои што ги имавме. Меѓу другото, оваа тема има своја некоја предисторија која што сакам да споделам со вас. 2019 година имавме една фантастична дискусија по повод една книга, се организираше на друго место во јавна соба, непосредно пред почетокот на пандемијата, значи беше некаде ова време, крајот на годината 2019 година. И насловот на темата беше исто имен. Поточно првиот дел од насловот, Homo Deus, беше името и насловот на тогашната дискусија. Дискусијата беше посветена на една книга која што туку беше објавена на македонски јазик, брзо време од како беше објавено и незиното оригинално издание на англиски јазик, од популарниот писател Јувал Ноа Харари. Верувам на повеќето од вас ви е познат и насловот и авторот. И отворивме тогаш многу интересна дискусија, бидејќи тројца соговорници требаше да се осврнеме на книгата за која што разговаравме. Мојот став, мојот однос кон книгата беше критички, додека од страна на другите двајца соговорници имаше воглавно афирмативни, или дури и тврдења кои што беа втемелени врз воодушевување. Јас не бев воодушевен од книгата, но настана една многу интересна дискусија меѓу нас, многу плодна дискусија. И тој настан ми остана во сеќавање. Кога правевме програмата за годинашниот настан, со оглед на тоа дека сите теми на некој начин се однесуваат на човекот, нели, Homo, имавме Homo juvenalis за младоста, го имавме Homo religiosus за феноменот на религиозноста, така што ја имаме сега и темата за Homo Deus, и тоа повторно во светлината во која што во таа книга беше представена таа тема, именно точно во светлината на едно движење, на една концепција која што се именува под некој општо име трансхуманизм. Движење кое што ја интерпретира попрво стварноста во која што ние живееме и можностите кои што техничките пронајдоци му се нудат на човекот за да ги унапреди или да ги надгради своите способности. Од една страна имаме можност, нели, за компензирање на недостатоци, особено го имаме тоа во обликот на различни видови на протези, начини на компензирање кои што им се потребни на луѓе кои што некоја функција на телото или на нивниот начин воопшто на функционирање им е загрозена или намалена или загубена, но исто така технолошките пронајдоци кои што ги имаме денес се повеќе и повеќе, очигледно можат да послужат и како средство за унапредување или надградување. Значи, нешто што ние не сме можеле по природа да го направиме, да сега можеме да го надополниме. Зад ова постои еден цел светоглед, една цела идеја дека човек влегува во една нова фаза од, нели, од тој еволутивен, од неговото еволутивно постоење во историјата и дека влегува во еден нов статус, дури до тој степен радикално што се тврди дека веќе човекот се претвара во едно ново суштество, кое што функционира благодарение на тие надградби кои што ги има или кои што ќе ги има. Од аспект на повеќе философски од повеќе философски страни
оваа тема и ова прашање може да се проблематизира. Од аспект на онтологијата, дали навистина ние можеме зборуваме за човекот како ново битие, како ново суштество, кое што веќе раскрстува со она што бил до тогаш, благодарение на тие пронајдоци. Од аспект на теологијата, прашањето за тоа дали човек можеби сака да стане Бог по мерката на своите технички пронајдоци кои што успел да ги продуцира во текот на историјата. Меѓу другото, насловот на книгата што ја спомнав претходно, Homo Deus, реферира точно на оваа димензија на проблемот. Од етичка димензија, каде се границите, до каде можеме да одиме, кои се консеквенциите, кои се импликациите на сето тоа, дали тоа отвара на социјален план, од аспект на социологијата исто можеме да го обсудиме ова прашање, дали на социјален план тоа отвара нови простори за општествена нееднаквост, оние кои што можат да се ги допуштат тие технолошки надградби, воглавно се луѓе кои што имаат соодветен джеб за да можат тоа да си го дозволат, што е со оние кои што нема доволно длабок джеб за тоа. Имаме од аспект на медицината, Така што просторот за дискусија е доволно широк. Јас нема да должам повеќе, значи, со овој вовед, само ги нафрлам темите и областите во кои што оваа тема е навистина актуелна и темите областите врз кои што ние оваа вечер ќе размислуваме, ќе ги обсудиме овие прашања, заедно со нашите двајца драги и прекрасни соговорници, доктор Стјепан Штивич, наш гостин од Хрватска, а научен соработник, научник истражувач на Универзитетот во Љубљана на Теолошкиот факултет, кој што специфично се занимава точно со оваа тема, темата за трансхуманизмот веќе подолго време. И го имаме нашиот втор домашен гостин, тоа е професорот Дејан Донев, професорот по етика од Философскиот факултет во Скопје, повторно личност која што долго време се занимава точно со овие и сродни прашања. Зборот им го предавам ним, прво на гостинот, како што е нашата традиција на форумот, прво на гостинот доктор Стјепан Штивич. Разговорот ќе биде, значи сега одиме некако предходните дискусии на англиски, туку бидејќи станува збор за блиски јазици кои што ги знаеме, одиме на Стјепан ќе говори на хрватски, или по бавно, мислам дека сите ќе го разбереме и мислам дека тој веќе не разбира, после неколку дена во Македонија, мислам дека веќе не разбира супер. Така? Го давам зборот на доктор Стјепан Штивич. Повелете. Ја ќе си за почеток само мало помочи. Добро вечер. Срдачно вас поздравувам сите. Ми благодарам на организаторот Отец Милан и за поканата. Голема чест ми е да сам овде во Скопју. Благодарам да ми дозволувате да зборувам на хрватски јазик. Разбирам македонско, али не зборувам. Ова што сам успео научити за ових пар дана, па хвала. Dakle, tema našeg večerašnjeg susreta je etika, religija, vjera i transhumanizam. Dakle, razmišljao sam kako zapravo započeti ovaj naš susret večeras, pa evo nešto uvodno o transhumanizmu. Vi ovu riječ ispred, dakle, prefiks trans, možete vidjeti u mnogim riječima i vrlo je popularna danas u našoj kulturi, ali nešto transhumanizam razlikuje od svih drugih fenomena. Ali evo jedan kratak uvod. Dakle, kad govorimo o transhumanizmu, mi zapravo govorimo o jednom fenomenu, jednoj pojavi koja traje već pa cijelo prošlo stoljeće, ali nekako se zakuhtala zadnjih desetljeća prošlog stoljeća. A radi se zapravo o jednom vrlo racionalnom stavu zapravo kako razumjeti odnos suvremene tehnike i čovjeka. Dakle, i unutar tog fenomena, unutar tog, dakle, stava kako razumjeti taj odnos,
pojavili su se razna gibanja, neka više racionalna, manje racionalna, filozofski stavovi, interpretacije i tako dalje. Imamo scijentizam krajem prošlog stoljeća koji je bio vrlo popularan. I dakle, zadnjih desetljeća prošlog stoljeća javlja se transhumanizam. Transhumanizam se može pokušati razumjeti dvojako. Dakle, možemo vidjeti što sami transhumanisti kažu o sebi, a možemo ga onda kritički pokušati opredijeliti izvana kao ne transhumanisti. Dakle, ako pitamo i vidimo što transhumanisti pišu o sebi, oni vele da se radi, da se kod transhumanizma radi o jednom društvenom gibanju, nazivaju ga čak i filozofsko gibanje, pokret, nazivaju ga načinom mišljenja, dakle i filozofijom, po mom mišljenju neopravdano, dakle, moj stav da transhumanizam zapravo trebamo pristupiti dvojako. Dakle, transhumanizam, odnosno transhumanističke ideje u strogom smislu, koncentrirane su u nečemu što se naziva transhumanistička deklaracija, koja je napisana, dakle, krajem prošlog stoljeća, 1998. godine. I na tom dokumentu su radili, ne znam, 30-40 visoko obrazovanih ljudi iz različitih područja, filozofa, umjetnika i tako dalje. I oni su u tom dokumentu zapravo sažeto, gusto napisali što je transhumanizam i za što se oni zalažu. I dakle, tu transhumanističku deklaraciju vi možete naći vrlo brzo na internetu i pročitati u ne znam, nekih 8-9 točaka o čemu je riječ. Međutim, ono što mene izaziva i što mene zanima, a to je transhumanizam u širem smislu. Dakle, koliko je transhumanizam, dakle, iz ove jedne središnjice koja se je, dakle, koncentrirala oko transhumanističke deklaracije, uspio nekako implicitno i prešutno svoje ideje proširiti preko medija suvremene tehnike, dakle, u šire društvo. Dakle, kako se formirala jedna transhumanistička forma mentis, dakle, način razmišljanja. Dakle, moj stav je da transhumanizam možemo razumijevati dvojako, dakle, u užem smislu i u širem smislu, dakle, možemo gledati posljedice transhumanističkih stavova na društvo. Koja je pretpostavka transhumanizma u užem smislu, dakle, ovih ljudi koji su pretočili svoje mišljenje o čovjeku koncem 20. stoljeća, odnosno čovjeku 21. stoljeća. Dakle, oni polaze od jedne pretpostavke da je ono što nazivamo čovjekom homo sapiens sapiens tek jedan stupanj u razvoju onoga što trenutni čovjek može postići. Dakle, i da suvremena tehnika, odnosno nove tehnologije, trebaju i mogu čovjeku koristiti da on nadiđe trenutno stanje i da postane nešto drugo. To drugo, odnosno proces kako dolazimo do tog drugog, oni nazivaju transhumanizam, a krajnje stanje do čega trebamo doći je posthumano stanje. Sada, neki smatraju da transhumanizam možemo promatrati dakle, kao radikalni transhumanizam, da ga možemo podijeliti na radikalni transhumanizam, blaži transhumanizam, umjereni transhumanizam i tako dalje. Ja ipak nekako smatram da, s obzirom na postavke iz kojih transhumanizam proizlazi, on jednostavno je transhumanizam. A po svojim učincima on može biti u početnoj fazi, može biti neuspjel, može jednostavno, evo, još uvijek sanjati o svojim krajnjim dosezima i ciljevima. Međutim, radi se o jednom vrlo kompaktnom, cjelovitom i potpunom jednostavnom programu. Dakle, nove tehnologije, kao što sam rekao, transhumanisti smatraju da trebaju na nekako čovjeka preoblikovati, modificirati i na nekoliko područja, u nekoliko dimenzija. A to je dakle preko tjelesnih modifikacija u smislu
u smislu dodavanja ili nadgrađivanja trenutnih sposobnosti ili dodavanja nekih novih sposobnosti ljudskom tijelu, isto to na duševnoj, dakle psihičkoj razini, na mentalnoj razini, dakle pokušaj je isto recimo na psihičkoj i na mentalnoj razini stanja čovjeka nekako staviti pod kontrolu da bi se ona mogla bolje kontrolirati, razumjeti i usmjeravati i nadgraditi. Što bih još mogao reći? Dakle, transhumanizam, odnosno ta transhumanistička teorija ima mnogo svojih apsurda i paradoksa unutar sebe, dakle nelogičnosti. Ali ono što bih mogao reći, mislim da one, spomenut ću neke tijekom ovog razgovora, ali mislim da one nisu slučajne. Transhumanizam, rekao sam na početku, se razlikuje od svih drugih ovih trans pokreta i sličnih zapravo gibanja koja su pokušavala dati svoj odgovor na ovo pitanje odnosa čovjeka i tehnike. Iz jedne stvari, on na kraju onoga što možemo nazivati postmoderna, on pokušava biti jedan metanarativ. On ne želi biti ono što je karakteristično za postmodernu narativ među drugim narativima. Dakle, jedan narativ koji vi možete izabrati, pa evo se dobro osjećati unutar tog svijeta kojeg ste vi izabrali ili pogleda na svijet. Dakle, on pokušava biti jedan metanarativ. I to se donedavno moglo vidjeti na službenoj stranici transhumanističkog pogleda koja se zove Humanity Plus. Ne znam sada jesu li još uvijek na webu dostupne zapravo stare verzije pitanja odgovori. Dakle, on pokušava biti jedan metanarativ, a to znači da je dovoljno fleksibilan da u različitim stadijima može sve slične pokrete ili sva slična razmišljanja zapravo usisati u sebe. Usisati sve ono od njih što transhumanizmu odgovara, a sve ono što mu ne odgovara izbaciti ili zapravo previdjeti, zažmiriti na to. Sad, kako uopće govoriti o transhumanizmu? Možemo li o njemu govoriti kao jednom racionalnom društvenom gibanju? Radi li se o filozofiji i tako dalje? Moje mišljenje je da transhumanizam nemamo pravo nazivati filozofijom, zato što filozofija u klasičnom smislu, dakle, ako gledamo filozofiju u klasičnom smislu, filozofija je, kako je definiramo, ljubav prema mudrosti ili težnja za onim mudrim. I dakle, odgovor na neka pitanja, što je biće, što je istina, u konačnici što je ljubav i tako dalje. Transhumanizam zapravo ne zanimaju ova pitanja. Ne zanimaju ova pitanja. Transhumanizam je dakle usmjeren k svom cilju, njega ne zanima deskripcija stanja stvari i tako dalje. On je jednostavno usmjeren prema stvaranju nečega novoga. Dakle, ali postoji moguće jedan razlog zašto bismo ga ipak mogli dopustiti mu da se naziva filozofijom, a to je ona teza Marksova 11. o Feuerbachu, gdje on kaže da su do sada filozofi samo opisivali i razumijevali svijeta, ali bi trebali zapravo ga mijenjati. Jel? Može. Dakle, ako bi prihvatili tu Marksovu tezu kao jedan monopol na filozofiju, onda bismo u tom smislu transhumanizam ipak mogli nazvati jednim filozofskim gibanjem. Međutim, ono što transhumanizam unatoč velikom naglasku na dostignuća suvremene tehnike i novih tehnologija, on ima nešto što podsjeća na neki SF, odnosno na neki mitološki obrazac. I u tom smislu, ako filozofiju razumijemo kao racionalni prekid sa mitologijom, dakle, utoliko transhumanizam ne možemo razumijevati, dakle, kao racionalni pogled na svijet, odnosno kao nešto što bi se moglo nazivati filozofijom. Sada, mene je ova tema, budući da u naslovu tribine imamo jedna riječ u podnaslovu je vjera, odnosno religija, i glavni naslov je Homo Deus. Mene je zanimalo
pitanje kršćanstva i transhumanizma. I zapravo iz jedne nevjerice da je nekim teolozima, pogotovo na zapadu, palo na pamet da eto transhumanizam se može povezati sa kršćanstvom. Dakle, i ta moja nevjerica je bila velika, pa sam pokušao vidjeti o čemu se radi. Oni zapravo polaze od jedne koncepcije, jednog pojma zapravo iz teologije, čovjeka kao sustvoritelja, kao kreatora. Jer da je to zapravo zadaća koju je čovjek dobio od Boga, da usavršava ovaj svijet. Međutim, to je istina, to je jedan važan pojam u teologiji. Međutim, to nije prvi pojam teološki. Dakle, ako pokušamo hijerarhijski strukturirati po bitnosti ili po važnosti pojmove, trebali bismo vidjeti što je ono sržno u kršćanstvu prema čemu mjerimo sve ostalo. Dakle, može li se transhumanizam prema tom sržnom u kršćanstvu zapravo pomiriti s kršćanstvom? Moj stav je da se ne može, da je temeljni pojam kršćanstva uskrsnuće Isusa Krista, da je to temeljni pojam, a da je pojam sustvarateljstva čovjeka kao čovjekove uloge u svijetu zapravo sekundaran, tercijaran ili na dalekom mjestu iza ovog središnjeg pojma. A o tome možemo kasnije. Dakle, sad da nešto kažem i o pojmu homo deus. Dakle, gospodin Harari je bio nedavno u Zagrebu i doživio jedan veliki fijasko. Nitko nije htio kupiti kartu, pa su ove velike korporacije izdašno pokupovale cijeli Lisinski i podijelili, natjerale svoje radnike da odu slušati gospodina Hararija. Karte su bile ogromno skupe. Međutim, taj pojam homo deus, dakle, mislim da Harari za sebe ne veli da je transhumanist, on se tako ne definira. Međutim, jasno opisuje stanje stvari ili scenarije u kojima bi neki transhumanisti željeli ići. Dakle, homo deus je jedna koncepcija koju možemo prevesti i koju možemo pratiti zapravo od ranih kršćanskih vremena, ali možemo čak reći da je to nešto što je prisutno u čovjeku od kad čovjek postoji. Čovjek želi uvijek nadići sebe, čovjek želi postati teži za vječnošću, želi ostaviti nešto iza sebe što je vječno i tako dalje. Čovjek neprestano žudi za transcendencijom. Međutim, ovaj pojam je vrlo važan u kršćanstvu, jer se veli u pravoslavlju teozis, jel? Teozis, da. Poboženje, da. Mi to u hrvatskom kažemo pobožanstvenjenje ili oboženje. Dakle, i ta koncepcija je prisutna od ranih kršćanskih otaca pa do teologije duhovnosti dan danas. Dakle, međutim, kod Hararija se ne radi o tome. Kod Hararija je taj pojam homo deus, dakle, isključivo se odnosi na suvremenog čovjeka koji raspolaže s velikom, dakle, tehnološkom moći i s njom može učiniti što god želi. U tom smislu on govori o čovjeku kao Bogu. Dakle, čovjek ima toliku moć, gotovo božansku, da s njom može napraviti što god želi. Dakle, i to je još jedna stvar i zbog čega jednostavno transhumanizam, a to je isključivo transhumanistički stav, ne može se spojiti, ne može biti blizak kršćanstvu, jer kršćanstvo razumije moć potpuno drugačije, odnosno znanje potpuno drugačije. Dakle, u kršćanstvu je moć isključivo služenje. Isključivo služenje, a onaj koji je pokazao kako treba služiti kaže za sebe: učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I za transhumanisti koji se inače zalažu za koncepciju koju nazivaju, dakle, abolicionizam, dakle da čovjek pod svaku cijenu treba se truditi maknuti smrt, bol, patnju iz svijeta. Dakle, to je transhumanistička koncepcija, dok ova kršćanska koncepcija kaže uzmite svoj jaram, jer moj jaram je gladak i breme moje lako. Dakle, to su potpuno dvije različite koncepcije koje ne mogu nikako ići
u praktičnom životu jedna s drugom. Pa ja bi možda za početak se zaustavio ovdje, dok mi misli nisu odletile na 100 drugih strana, pa bi evo riječ prepustio Dejanu. Само кратко заблагодарување за овој инпут и за овие мисли кои што Стјепан ги сподели. Мене, јас веќе имам некои нешта за кои што би поставил прашање или би реферирал кон нив, но прво со задоволство ќе му го предадам зборот и микрофонот на професорот Дејан Донев. Поверете. Зборот да, ама микрофонот не знам колку ми е потребен. Иако мојот домаќин или нашиот домаќин има против хартија, но занимавајќи се со она со кое јас се занимавам, подобро е да имате хартија пред себе. Затоа што ќе останеме до утре сабајле. Ако тргне расправата, верувам дека ќе тргне, затоа што има инспиративна тема и затоа што во овој интердискурзивен диалог, сега јас би требало оваа другата страна, или на дополнувањето, или темелот, како и да го земеме, односно етичката. Не дека сум експерт за трансхуманизам, далеку од тоа е само еден од проблемите со кои во последните 15, 20 години се сеќавам на првиот регионален меѓународен, а сепак регионален беше симпозиум во Сараево, каде што првото мое излагање или покрстување на оние поголемите настани токму се однесуваше на human enhancement или за еден homo superior. Тогаш го организираа ДААД заедно со германците, она биоетичка школа и така натаму, и го има своето покрстување, би се рекло, таму. И како што започнав тогаш таму, исто би започнал и овде. Значи, се работи за едно движење, пред се идеја, дури во одреден степен и философска школа, која што е инспирирана од еден вообичаен контекст. Се сеќавам кога бевме деца, нели, прво нешто што ми паѓа на памет е Арнолд Шварценегер и Терминатор. После тоа враќањето, не, одењето негово, па враќањето негово наназад во неколку дела. Еден таков контекст имајте, една таква приказна имајте ја во глава. Подоцна читањето на Замјатин, на Асимов и така натаму, на се она што беше СФ, или во тоа време, и наеднаш префрлете се на ситуација COVID, каде што нешто што стана СФ се помести во една друга категорија на рафтови, а тоа е популарна литература. И затоа реков, трансхуманизмот земете го со резерва, како што и Стјепан кажа, некаде може да се смета како филозофска школа, идеја, некаде не. Зошто? Затоа што ковидот го покажа токму онаа најцрното во нас, односно приказната како човекот може да се надградува. Иако ние, јас се уште стојам на тој став, немаме во целост прецизен збор за тој фамозен превод на human enhancement. Тоа не е подобрување, тоа не е усовршување само по себе. Многу повеќе од тоа. Не е подобрување, побољшање, не? Многу повеќе од тоа. И тоа е само еден проблем во однос на идеите на трансхуманизмот, за кој што сакам да позборуваме вечерва, затоа што самиот концепт на трансхуманизмот, без оглед што истиот званично некаде, официјално некаде 80-тите години на минатиот век со создавањето на Breaking Away, еден кафе бар, едно место, каде што не се нарекуваат трансхуманисти, туку футуристи, се собираа, чисто да ги разменат своите футуристички, односно подоцна трансхуманистички идеи. Значи, местото на Џон Спенсер, после тоа на Наташа Вита Мур, па нејзиниот арт манифесто и така натаму, и така натаму. Иако тоа е една стара идеја која што се вози некаде од периодот на просветителството. После мрачниот, нели, темниот среден век, сега веруваме во човечкото тело, дека може повеќе, овие само малку го зачинија. Ама го зачинија до пресолување, односно ептен забиберување на целата таа идеја,
дека човекот од аспект, да речеме, на верата може да биде homo deus, да си прави што си сака, или од спротивната страна докаде може да оди. Дали му е дозволено се што може и треба да направи од аспектот на философијата, односно на етиката. Сега, како биоетички проблем, го разгледував сиве овие години и тој само се повеќе всушност и повеќе прогресира затоа што технологијата, односно науката му го овозможува тоа. Науката сама по себе се чини дека стои на танка линија, нема оправданост, се додека не дојде некој кој има многу пари и само во еден неизин дел подпомогне определено истражување и таа се одржува на таа карта. Таа не постои сама за себе, што би требало. Таа постои со некоја си наместо интринсична, вон интринсична цел. И ја дава таа подлога која што тие футуристи, сега прекрстени во трансхуманисти или унапредени, ја превзедоа и рекоа дека истата може да биде во пракса многу добро спроведена, затоа што употребата на различни технологии, што науката ги дава, дали се тие од аспект на невротехнологии, дали од аспект на биотехнолошки, нанотехнолошки достигнувања, може да се имплементираат со човек, се со една цел човекот да може да биде унапреден, она е enhancement. И тоа е главниот проблем. Но што значи да се биде унапреден? Има еден од главните, тоа се неколку луѓе, меѓутоа овој првиот на кој што најмногу се повикуваат, Ник Бостром, има некаде напишано, тоа ќе ви го цитирам, вели: постчовек е термин за човечки суштества кои се далеку поразвиени од денешните. И која е целта? До постчовечките суштества ќе се стигне само доколку бидеме способни да ја совладаме нашата сегашна природа, да ја дадеме повисок квалитет и на тој радикален начин да ги прошириме собствените способности. Е кој е тој нов човек? Каква е таа негова природа? Дали го напуштаме веќе целосно тој концепт, таа идеја за човекот, онаа природното и така натаму? Очигледно да. Затоа што нивната идеја е дека се она што е природно, е проблематично, нејасно, во најлош случај е пречка за некој си напредок и затоа луѓето треба да бидат унапредени. Односно, тие природни системи треба да бидат ставени во фрижидер, нели, на длабоко замрзнување, затоа што ние немаме потреба веќе од тоа. Трансхуманистичката, значи, мисла е онаа која што ја отврла предпоставката дека човечката природа е нешто трајно. Ние сме тука во некоја си менлива форма, што побрзо поминеме низ таа форма и се унапредиме дотолку подобро. Во природата, особено во човечката, нема ништо свето што би заслужило почит и заштита. И тука е првиот кикс. Зошто? Затоа што прво, немаме одговор на тоа кој е тој нов човек, а се уште е човек. Второ, ако знаеме дека човекот, две работи низ кои што се дефинира е неговата индивидуалност и неповторливост, кој е сега тој нов човек и по што би се дефинирал? Првиот кикс е тука. Се е променливо, вели, и подложно на вештачка манипулација. И да, со право може да кажете, ковидот го потврди тоа, поготово со средствата на разумот, со сигурност може да потврдиме дека тоа е правец на чиста охолост, зло. И од аспект на науката, затоа што тој нуди моќ, ама во исто време не нуди и одговорност. А моќ без одговорност, отворањето на Пандорината кутија, не чини се ова што не чини денес и во моментот. А ние сме само едно ситно делче од цело нешто се случува околу. Пред извесен период, значи минатиот семестар, имав една фантастична гостинка од католичкиот теолошкиот ѓако Сузана Вулетич, да. Таа беше на Цепус, не, на Еразмус размена кај мене и одржа неколку предавања во кои што во едно ги фрапира, нели, студентите, кои им рече има лек за рак. И оние гледаат, па да, тоа и пилците го знаат, ама во што се состои. И им образложи. Останаа фрапирани. Постои нешто што е ситно, многу ситно,
во вид на многу ситна пилула која што се пие и таа како се распаѓа во организмот, односно се разложува, тие нанотехнологии, ситни пајачиња одат токму на оние инфицирани делови и, да ја скратам приказната, го уништуваат ракот и метастазите. Значи, тестирано на 4-та фаза со голем степен на успех. Па зошто не се применува? Па затоа што чини само $500,000. И доаѓаме до тој факт дека ние всушност сме сведоци на една вештачка манипулација. Каде е одговорноста во приказната? Пазете, се работи за правец, за мисла, за идеја, за нешто што не е, Бог знае колку старо, но не е ни толку многу. Ново. Иако званично 1980 година е прогласена за почеток, официјален почеток на трансхуманистичката мисла, иако 72 или 74 некаде, помалку и парадоксално ми звучи, теологот Јосип Флечер се смета за зачетник на трансхуманизмот, затоа што има едно фантастично за мене, меѓутоа не толку по реалноста, напишал една книга која што се вика The Ethics of Genetic Control. Значи, каде што на генетиката и другите науки гледа на подобрување, а не на лекување на човечките условености. И смета дека државата максимално треба да ги користи своите можности на науката, нели, да ја насочува, да ја притиска во однос на нашата репродукција и еволуција, да се создаваат над луѓе. Да можеме генетски да го бираме своето следно поколение. Гатака филмот, всушност. Што ние го гледаме се уште како СФ, но тој го опишал уште 72-74. Тоа е периодот кога се појавува на сцена, кога говориме за таа моќ, на сцена еден автор, мене особено многу драг, се вика Ханс Јонас, пишувајќи една етика не една етика, туку принцип одговорност. Се вика книгата. Ние сме толку нели напред во тој сегмент во наводници, што Балканот пред се, што таа книга таму некаде 80 и некоја, 91-92 е преведена на еден од балканските, односно на босански јазик и до ден денес на ниту еден друг. Во оригинал на германски може само да ја читат. А таа се смета за клучна книга во однос на развојот, контратежата во развојот на трансхуманизмот. Затоа што трансхуманизмот, културолошки, ако погледнете, е една од неколкуте идеи кои што го најавија залезот на Западот, залезот на цивилизацијата, односно културолошкиот шок 15 години пред во реалноста да го имате. Тоа се 80-ти, односно почетокот на 90-ти години. 15 години, еве ви го финансискиот крах. Таа е уште една од неколкуте идеи кои што се јавија на таа линија на размислување. Ги дадоа првите сигнали. 70 години предходно, значи, у самиот старт, со развојот на биотехнологиите, пишува Ханс Јонас дека треба, имате моќ, ама имате и одговорност, сори, ќе превземете. И не тоа само во однос на себе си. Штом сакате за оние кои доаѓаат, односно да се усовршуваме и се, па направете го во крајна линија за оние што доаѓаат, идните генерации. Затоа што бонес патрес фамилијас. Ние само ја позајмуваме земјата на која што живееме. Барем бидете пристојни, држете до тоа да ја вратите во ист квалитет како што ја добивте. Не надоле, туку нагоре, ако може и да ја унапредите. Ама ние отидовме со уништување. Па тогаш зошто се размножувате? И трансхуманизмот на основа на овие остатоци од тези од последици зеде замав. Наместо да биде смирен во самиот старт, спакуван, тој зеде замав, метастазираше. Метастазираше да отиде до овој поим на Homo Deus. Значи, има еден мене особено драг и пријател, и колега, и наставник, и да не го редам, професорот Анте Човиќ од Загреб. Он има една фантастична реченица, не знам некаде каде ја сретнав, ја запишав за денес, вели: трансхуманизмот. Човекот ги надминал антрополошките рамки на одговорноста и де факто влегува во теолошка димензија на одговорноста. А може ли он да изиграва Бог? Дори и
ко-креатор. Дали го има тоа право? Дали сме? И тоа е уште еден дефект или уште еден кикс во самата основна теза на трансхуманизмот, која што се темели на ставот за активна поддршка на технолошкиот развој во целина. Се мисли на генетиката. Па да ја прашаме овцата доли. И ставовите и на Джеймс Хјуз, и на Ерик Коен, затоа што генерално како философска мисла, ајде да предпоставиме дека може да биде и тоа, си има две страни, про ет контра, значи ова на трансхуманистите и наспроти нив биоконзервативистите, страната на Савалеску, да речеме, која што е транспрогресивистичка, неолибералистичка ориентација, и од другата страна да го издвоиме ставот, да речеме, на Фукујама, кој што имплицира, може би дури и чекор наназад, но остануваме во суштината на човекот, биоконзервативизмот. Враќање од човековите кон природните права. И сега, овие две, кои ќе ги видите позиции, генерализирани идејно теоретски ориентации, имат слично тежнение. Поголем надзор и контрола на државата за добробит на поединците или на човечкиот род. Се отвара можност за влез на една погубна, и тоа е нов термин, меѓутоа со години и години во некоја печка добро подготвуван, се вика биополитика. Сега, дали по концептот на Фукујама, дали на Фуко, дали по концептот на Агамбен, не знам. Меѓутоа, влегуваме под тој надзор и казна. Што усовршуваме? И додека Фукујама би отишол со едно ограничување кое што се уште философски може и да му се даде некоја основа. Тој е енхенсмент како централен проблем, тој е енхенсмент да се користи во услови кои што нашиот домаќин ги спомна на почетокот во облик на протези. Па и научарите мои се облик на протеза. Не? Се она, оти без него не можам ни ова да опрочитам, биотехнологија за лекување и превенција на болести, чисто за терапевтски цели. Се што излегува надвор од терапевтските цели, тоа унапредување веќе ја менува суштината на самиот човек. Кој е, што е и како може да действува. Со тоа, ја можам вака уште, што значи, еден само проблем ќе отвориме, па ќе видиме натаму. Проблемот на унапредувањето, ако отидете чекор понапред од чисто терапевтски цели, имате еден подоблик кој што се вика терапевтско насилие, каде што вие и натаму со пациентот се расправате дека подобро е за него да и пие лекови, а тој дигнал раце. И има право да одбие, informed consent, и така натаму, меѓутоа, до овој степен за терапевтски цели да, кога тој вели не, готово, тоа е терапевтско насилие. И тој е енхенсмент кој продолжува понатаму и вели не, со твоето тело, со ова, она, ние можеме да отидеме многу нанапред, ќе го замрзниме телото, ќе правиме експерименти и се прават. Колку и да е тоа шокантно, тие се прават. Тие постојат. Во големите лаборатории, во оние земји кај што има многу пари се прават. И затоа се промовира, враќајќи се на концептот на интердискузивниот диалог, се промовира еден облик на етика на квалитет на животот. Што значи тоа? Оправданост на евтаназијата. Зошто? Ако не ме праша кога се родив, има Бога ми да ме прашат кога ќе умрам. Зошто? Затоа што сметам дека ми трне телото, не можам ова, не можам она, чувствувам дека боледувам од нешто, не можам да го поправам или не постои начин како, имам право да кажам доволно е од мојот живот. Зошто? Затоа што квалитетот на мојот живот почнува да паѓа. Јас сум атлет, а ја изгубив едната нога. Имам право да си побрам евтаназија затоа што квалитетот на мојот живот паѓа. И се повеќе се промовира таа наспроти ова другата, а тоа е етика на светоста на животот, која што во крајна форма е теолошка. Бог дава, Бог зема. Но почива на философскиот концепт за индивидуалноста и неповторливоста. Затоа постои до степен на терапевтски цели, навистина ми се здрви ногата,
до степен на терапевски цели, тој енхенсмент, напредување, како и да го преведиме, би можело и да се пречвака. Но што правиме понатаму? Или истата ситуација која имаме денес со вештачка интелигенција. Прво ќе ја пуштиме, а потоа ќе правиме протоколи, ќе повикуваме етика, религија, закон, се што може. Нели? А ќе се тешиме со барем една изјава од еден мој поранешен професор. Неодамна ми текна на неа Ферит Мухич, кога го прашавме добро вештачка интелигенција и што, па што се плашите од неа, таа знае се, ама нема поима од ништо. Не разбира ништо. Но не е така наивно, не е така едноставно да се одговори. Save City, втор ден. Преведете го во контекстот на вештачка интелигенција да видиме што ќе добиете. Еве ви фрлена рекавица, па можеме во диалошка форма сега. Благодарам многу. Со ова го завршуваме првиот блок, влегуваме во вториот блок во кој што 3. Во вториот блок дискутираме помеѓу нас. Можеме да реферираме едни кон други, да возвратиме, да поставиме подпрашања. Јас како модератор исто така имам право да поставам по некој кусо подпрашање или да нафрлам некоја мисла и би го сторил тоа насочено кон двајцата вечерашни гости. А именно тоа е една тема која што исто е актуелна, мощно актуелна последниве десетина години, особено се актуализира за време на пандемијата, а тоа е границата помеѓу критиката на одредени феномени во општеството, вклучително етички, вклучително социјални, технолошки и така натаму, и од друга страна конспиративното мислење, теориите на заговор. Каде е границата? До која точка ние можеме да критикуваме и од која точка натаму ние можеме да преминеме, например, во не просто да бидеме обвинети за конспиративно мислење, туку каде навистина е границата каде што ние можеме, проектирајќи ги нашите грижи, прашања и така натаму врз овие теми, да преминеме во една друга сфера која што на некој начин проблематизира проблеми кои што реално и ги немаме. Например, темата за што отворивте за нели таа социјална нееднаквост во пристапот кон едно или друго на дополнување. Меѓу другото, зборот enhancement на германски го преведуваат како erweiterung, проширување. Тој уште еден можен превод. Сега, ако се вратиме назад, ние секогаш сме имале некаква нееднаквост и нееднаков пристап кон различни можности. Се вратиме во турско време и во Византија, вие во зависност од социјалниот статус имате различни можности за лекување, за грижа и за еден куп нешто. Таа нееднаквост не е нешто што е карактеристика на нашето време. Од друга страна, да, едно базично проширување е користењето на овој уред, телефон што сите го има. Еден куп наши можности, способности, например, способноста да комуницираме едни со други. Ние сме сега собрани сите во оваа просторија, така? И ние се слушаме, еве, и микрофонов да го нема, ќе се чуеме сите. Микрофонов е на дополнување, може да се слушнеме, ако го пуштиме појако, до долу до холот ќе се слушнеме, така? Ако користиме телефонов, нели, може да се слушнеме на мощна голема оддалеченост. Нели? Тоа е некакво проширување што пак на сите ни е достапно. Повеќе или помалку, и за мали пари човек може да купи некаков телефон, има нека основна предплата, можеме да користиме, да се поврзаме едни со други. Тоа е облик на enhancement. Барем јас така го разбирам. Од друга страна има можности кои што не се секогаш достапни за секого. Почнувајќи од платени верзии на различни бесплатни платформи кои што ги имаме, или апликации на телефоните и компјутерите, па се до овие примери за лекување, нели, од ретки болести од по $500,000 и така натаму.
Самиот факт дека се раѓаме во една, друга или трета средина подразбира дека ние не сме еднакви. Дали може би априори прифаќаме дека мора да бидеме еднакви? Мора ли да бидеме еднакви? Не, тоа се еден сет прашања што ги нафрлам до двајцата наши соговорници, секако и на нив им оставам простор да реферираат еден кон друг и да ја прошират дискусија. Повелете, двајца. Ja ću se osvrnuti sad na ovo pitanje koje si spomenuo, pitanje jednakosti. Ono što je mene iznenadilo, dakle, kad sam čitao prije nekoliko godina, nešto se mijenjalo na tom Humanity Plusu, pa ne znam je li stranica još uvijek aktivna, među pitanjima i odgovorima. Dakle, bila je jedna preporuka za ljude koji razmišljaju racionalno o budućnosti, a to je bilo, dakle, pratite što se događa s novim tehnologijama i šparajte novac. To je njihov odgovor bio na jednakost, jel? Dakle, ako budete imali novac i ako budete dakle, novčano sposobni slijediti nove tehnologije, dakle, samim time primijeniti na samo unapređenje u bilo kojem od ovih dakle, dimenzija koje smo spomenuli, dakle, vi ćete biti up to date, jel? To, dakle, novac nije jednako raspoređen i nikad neće biti, dakle, to je njihov odgovor o tome što misle zapravo o jednakosti. Dakle, da, to je najkraći odgovor na ovo pitanje, dakle. Mislim da se to ne odnosi samo na transhumanizam, nego i na sve slične pojavke, dakle, fenomene koje transhumanizam, dakle, usisava u sebe. Sada ne budem politički nekorektan pa da ih ovdje ne pobrojavam. Htio bih se samo osvrnuti na ovo pitanje koje mislim da je ključno. Dakle, Dejan i ja smo prije nekoliko godina isto, pa mi je slao sa svoje strane neke tekstove, govorili o ovom pojmu human enhancement. Dakle, ja isto smatram da je to ključna stvar dakle, kod razgovora o transhumanizmu, odnosno implikacijama transhumanizma u ovim ključnim dakle, segmentima ljudskog života, dakle, prvenstveno institucionalnim, dakle, pravnom, medicinskom pogotovo. Dakle, što znači enhancement, human enhancement? Dakle, kao i kod mnogih sličnih društvenih gibanja, pokreta, prvo se udari na jezik. Dakle, prvo se udari na jezik i kad vi pripremljeno uđete u raspravu sa sugovornikom kojeg želite pobijediti, samo napravite scenarij, jezični scenarij dovoljno osmišljen da ga možete dobiti. Dakle, jedan od tih ključnih pojma je human enhancement. Dakle, kako ga prevodimo na hrvatskom? Poboljšavanje, podrobuvanje. I provjeravao sam, dakle, koliko sam uspio na slavenskim jezicima, ali evo na nekim drugim, uvijek je tu u prijevodu sadržana riječ dobro ili bolje. Dakle, enhancement je tehnički pojam. Dakle, i jako širok je u engleskom jeziku za sve koji su stručnjaci za engleski, to mogu puno bolje razložiti, ali dakle, uopće se ne radi o etičkom pojmu. Međutim, taj je pojam kroz transhumanizam i dakle ovaj svjetonazor prebačen u etiku. I sad mi nikako ne možemo postaviti svoje pitanje jer smo unaprijed primorani da prihvatimo pojam human enhancementa kao terminus technicus. I mi pokušavamo zapravo sam human enhancement, pa do koje granice možemo human enhancement. Dakle, i još kad prevedemo to na hrvatski, na makedonski, pa kažemo poboljšavanje, aha, radi se o nekom dobru. Ako se radi o nekom dobru, dakle, onda tu nema više pitanja. Jel? Nema više pitanja. I to smo već i jučer spomenuli kod oca Milana na fakultetu i u drugim razgovorima. Evo, dakle, human enhancement treba pokušati najneutralnije prevoditi kao neki vid nadgradnje, jel? Kao neki vid nadgradnje. A ovo poboljšavanje isključivo rezervirati za etički pojam koji na engleskom, dakle kad pišemo na engleskom, može biti improvement.
ne čak ni altering, ono što se govori kao, koji je isto zapravo nadogradnja. Dakle, to bi moja neka sugestija i preporuka. Dakle, poboljšavanje, dakle, improvement, enhancement, isključivo trudit se ga što više prevoditi kao, dakle, u tom tehničkom smislu. Dakle, da se taj pojam barem u prijevodu prokaže za što se ide, jel? I cijeli je zapravo tu problem što, dakle, napredak, odnosno ljudi koji se bave novim tehnologijama, njih uopće ne zanima, dakle, i razvojem umjetne inteligencije, uglavnom ih uopće ne zanima etička dimenzija progresa. Dakle, i onda ako pojmovno još uredite tako da etiku skroz izgurate iz priče, vi ste zapravo dobili otvoren prostor da radite što god želite. Dakle, evo to je za sad to, evo. Во континуитет, иако идејата на трансхуманистите не е ништо ново, значи просветителска. Но во суштина, тоа и Стјепан го спомена уште на почетокот скроз, тоа е метанарација, што значи она е постмодернистички сомнителна. Зошто? Затоа што го отвара полето на етичкиот релативизам и скептицизам, според кои, Бауман и останатите од постмодернистичка линија велат дека етиката е дојдено времето да се пресели или да ја однесиме на, колоквијално кажано, во Дрисла, на историјата, на ѓубриштето на историјата. Затоа што таа е она што не гуши, ние не можеме да го правиме она што го сакаме, тој релативистички пристап, ама тој релативистички пристап носи голем број на проблеми. И затоа, повторно ќе споменам дека трансхуманизмот е само обид на вешта манипулација. Од јазично, добро подготвено сценарио, во кое што во старт го имате она подобрување, значи на добро се мисли, и безрезервно го прифаќате или се трудите без никакви скруполи, без никакви стереотипни размислувања и така натаму, да го преджвакате, затоа што тоа е тоа ново време, апгрейд, апдейт, мора да се носите со него. Во името на злото ти правам добро. И сега, прашањето е, дали е навистина така? Затоа се бара таа етика на одговорност или 21 век, да, таа етика на одговорност која е содржана многу повеќе во етика на превенција отколку на етика на консеквенција. Пред да го направиш нештото, треба да бидеш оспособен. Тоа е целта на образованието. Да бидеш оспособен да ги препознаваш тие знаци, да бидеш подготвен со алатките на разумот, да можеш да просудуваш, да носиш оценка. Значи, научно предвидување, да можеш да создадеш слика во себе, врз основа на рационални аргументи, на каде оди целата приказна. Дали со трансхуманизмот или со некој друг правец, идеја, проблем, што и да е. Ама тоа се прави во општества каде што за Хрватска има добар пример. Кај нив постои образование и одгој. Одгој. Преведете го на македонски потешко одие, ама на англиски има еден соодветен термин кој што никој не сака да го користи. Upbringing. Ама ретко кој го користи. Тој ја погодува вистинската смисла на збор. Ние не сме такво општество. Поготово што па и веронаука, заедно со философијата, со религија, етика и ресто, се оди на историска Дрисла. Зошто? Прашајте се. Идејата за манипулација. Се она што можам да го спакувам добро, тој добар пиар е всушност трансхуманистичката идеја. Како ќе го спакувам, зависи од мене, но од мене зависи и како ќе го проголташ, односно ќе го прифатиш. Дека е охола, да, охола идеја. Затоа што ги надминува границите на терапевските цели.
бараме нешто што во суштина, со самиот чин, доколку се случи, да успееме да го добиеме, ние ја напуштаме својата суштина. Ние не сме луѓе. Кои се тие постлуѓе? Како ќе ги дефинираме? Кои се тие? Човекот си го дефинираме по негова индивидуалност и неповторливост. Значи не можеш да го клонираш, ако го клонираш, тој не е клон, не е дупликат, не е фотокопија, не е реплика. Значи си има свој идентитет, без разлика на се. Се сеќавам пред 20 и кусур години, така започна тој бран на овие ТВ сапуници. Имаше една аргентинска серија, баба ми многу ја гледаше. Жаде беше, се викаше. Кога и клонира уште еден Лукас. И доаѓа до клучниот момент, тој Лукас и умрел. И клонираат нов, ја не знам тоа како сценариско, народот го проголта, значи она требаше да има 60 години, а не пак да има она 30, и он наеднаш пораснал 30. Недоследност, меѓутоа клучниот момент на раскрсницата каде што се запознале е овој новиот Лукас, клонот не погледнува десно и не се заљубува во неа. Случајно поминува мотор, му го одзема вниманието, погледнува лево и си продолжува. И сега е истиот клон. Клон ли е тоа? Или е некоја нова личност? Ново човечко суштество, до личност има да работи, само 30 години е млад, нели? Проблемот наш, да се вратам на првото прашање, Милан што го постави, не е само теорија на заговор, веруваме безрезервно. Тоа е ова. Идејата е со алатките на разумот да знаеш да оцениш на каде одиме. Значи, конструктивна критика. Најдобар пример ви се овие 2 дена. Скопје Сейф Сити. Значи, и предходно возевме 50-60, изграфли колку е дозволено, 50 е. И сега бил проблем 1 километар. Зошто ти не сме како Европа што дава 3 до 7+. Еве и да ги дозволиме тие, што ќе направиме со тоа? Ќе возиме до 55 на 56 ќе не фати. 4 многу ќе ни значат. Нели, ако ги допуштиме. Сега на тој еден. Приложи конструктивна критика, научи, диалог, а не спротивното, тогаш мислам дека можеме многу повеќе. И сите овие овакви идеи сами по себе не ќе имаат подлога да може да функционираат. А сега, затоа што и трансхуманизмот е принцип на бактерија. Се храни со она што се случува. Негативното само убаво спакувано. Направете го на овој начин, ќе нема од што да се храни. Ќе нема подлогата за развој на таа идеја. Благодарам. Го отвараме третиот блок. Времето тече. Третиот блок е комуникација со присутните, значи се отвара поширок подиум за дискусија. Имаме неколку правила за поставување прашања и за коментирање, кои што сме ги имали и предходно. Секој има право на едно прашање, едно кратко подпрашање или реплика доколку има потреба од тоа. Прашањето е 30 секунди, подпрашањето е 15 секунди. Значи немаме простор за долги рефлексии, монолози и слично, значи имаме прашање, коментари, од кои што? Првото е 30 секунди и ако имаме кратка реплика, до 15 секунди оди репликата. Тоа се вели поставете прашање. Повелете, значи го отвараме просторот за дискусија. Едно прашање, без предигри. Јас имам прашање од еден, да речам, физички, биолошки аспект. Ако трансхуманизмот подразбира некој процес, низ кој што треба да поминеме за да дојдеме до некој поголем човек, значи дека треба да се помине низ број на промени. Меѓутоа, нашата природа во суштина ограничена, бројот на клеточни делби е ограничен колку е возможно. Дали теоријата за трансхуманизмот има некоја дефиниција кој е возможниот број на промени, бидејќи не може да е бесконечен, низ кој што ние ќе достигнеме до тој некој надчовек? До колку патено прашање? До кој сака да го одговори. Ево, ти ćeš mi pomoći ako nisam skroz dobro razumio. Добро.
Dakle, ono što ja vidim kao jedan paradoks transhumanizma, da se on istovremeno poziva na znanost i tehniku, ali zapravo malo toga malo znanstvenih razloga daje za ono što želi. On se služi zapravo vrlo filozofičnim pojmovima koje opet koristi na vrlo kontradiktoran način. Recimo, Dejan je spomenuo pojam suštine, odnosno naravi, prirode ljudske. Dotaknut ću se samo i etimološki. Ja mislim da je jezik vrlo važan, pa se ne bi osvrtao ni na ovu, vi ste spomenuli Saussure. Dakle, ja sam više još uvijek na onim nekim starijim teorijama jezika. Mislim da ono što govorimo treba imati neki smisao, jel? Pa sam nekako heideggerijanski više usmjeren u tom smislu. Dakle, recimo, transhumanizam je proces, da, to ste dobro rekli, i on ima neki cilj, dakle, to je posthumano stanje, premda ne daje uopće jasnu definiciju od čega on polazi. Dakle, polazi od nečega, on je proces i ne znamo kamo ide. Jedna vrlo pojmovno šizoidna situacija koju... sad, na razini etimologije, dakle, ovaj trans u latinskom, dakle, ide sa akuzativom i usmjeren na neko djelovanje, na neki proces. Dakle, on u samom svojoj definiciji podrazumijeva i razumije sebe, etimološkom definicijom on sebe razumijeva kao proces. Dakle, o čemu se radi? I Dejan je isto spomenuo i nadovezao se na ovaj stav da se zapravo radi o namjernoj pojmovnoj zbrci. Dakle, ako vi želite pod svaku cijenu nadići, oni to kažu, nadići sljedeći stupanj, dakle, zauvijek se odvojiti od ovoga od čega polazite, a to je čovjek, to je zapravo antihumanizam. Dakle, u ovom procesnom smislu antihumanizam koji traje, a vidjet ćemo što će biti od njega. To bi zapravo bila najtočnija deskriptivna definicija transhumanizma. Dakle, antihumanizam koji traje, vidjet ćemo što će biti. Da. И во старт имате само две солуции. Едната, сега филмски вака инспириран, ве води во насока на универзален војник и Жан-Клод Ван Дам, а од другата страна е она човек 200 годишњак со Робин Вилијамс, каде што машината сака да се врати и стане човек. Затоа што да се љуби е најчовечното, најдоброто, најубавото. Значи, во старт ги имате тие две основни тенденции, а на каде трансхуманизмот, како што тргнало ќе оди, се зависи и од тој метанаратив. Уште една поента што јас би ја додал тука, што зачна вашето прашање, а тоа е темата повторно за природата. Ние имаме една тенденција последниве 100-150 години кон деонтологизација во философијата. Имено идеја дека човек повеќе не се разгледува низ оние класични метафизички концепти за природата, кои што ги има, например, во христијанската теологија, природа, ипостас, личност, енергии, сили и така натаму. Туку целиот тој појмовен апарат се трга на страна и човекот не се гледа како природа. Што значи тоа? Тоа значи дека секое надминување на човекот, кога ќе каже човек, тој станува друго суштество или влегува во следен стадиум на усовршување или надградување или што и да е веќе, не се дефинира дали тоа е се уште истото суштество или станува друго суштество. А точно овие појми на природата и на суштината ни кажуваат што си ти како суштество. Една основна работа е, значи, човек не може да промени својата природа. Постојат кај Свети Максим Исповедник, минатата недела имавме двајца прекрасни гости на форумот и кај нас на факултетот, двајца теолози и философи, со кои што разговаравме на оваа тема, вклучително Свети Максим Исповедник, и тој инсистира на два појма. Едниот е логос,
или принцип, начело, а другиот е тропос или означува начин. Сега, поимот логос на природата е нешто што е непроменливо. Ако вие го смените логосот на природата, веќе тоа нешто што било до тој миг човек, станува сосема друго суштество. Веќе се разрушува самата човечка природа. Како тогаш Свети Максим Исповедник ја артикулира теолошки и философски таа динамика, тоа движење на човекот низ историјата, нели, раст, развој и така натаму, преку вториот поим тропос. Тропос или начин на постоење. Сега во тој начин на постоење ние можеме да се менуваме, можеме дури и да еволуираме, условно кажам, ама не можеме да еволуираме од една во друга суштина. Ние цело време носиме суштината која што имаме, човечката суштина. Ние можеме се надградиме до безсвест. Ние можеме да се надградиме со безброј протези, помошни гаджети и така натаму, се што можеме да си овозможиме и да си дозволиме, но ние по природа не можеме да се смениме. Ако се смениме по природа, тоа ќе станеме нешто друго. Нели во некои филмови точно ова што го спомна вториот филм, примерот, веќе имаме промена на природата. Веќе човек не е повеќе човек, туку станува нешто друго, станува машина, па сака се врати повторно да биде човек. Ама пак тука е прашањето за волјата, дали машината може да има волја и така натаму. Во секој случај ова дистинкција, во теологијата, промената на начинот на постоење, кај Павле имаме промена на начинот на постоење, немаме промена на природата, нема промена на суштината, тоа станува и понатаму човек. Концептот христијански за обожението, кој што е еден радикален вид на enhancement, ако сакате, нели, ако користиме тој збор, проширување, унапредување, подобрување и така натаму, го имаме тој концепт на обожението во христијанската теологија. Ја имаме идејата да се стане како Бог, но никогаш по природа, затоа што човек не може да стане Бог по природа. Може да стане Бог по благодат, по дарот на Бога кој што Бог му го дава за да стане како него самиот. Но доколку човек ја смени, ја промени својата природа, тој повеќе нема да биде човек. Тој ќе се разруши себе си. Собствената негова човечка природа ќе се разруши, а пак тоа не е целта на човечкото постоење. Уште една теолошка поента, вие уште од самиот почеток ја имате целта да се стане како Бог. Но прашањето е на кој начин, на кој тропос. Ја имате првичната сцена во Едемската градина, нели искушението, каде што доаѓа змијата и им кажува на првите луѓе ќе станете како богови. И вие повторно имате таа исконска човечка желба да се стане како Бог. Ама на кој начин? Дали на начинот на кој што кажува змијата или пак на начинот на кој што Бог не повикува да станеме како богови? Нели? Така што ова е моја кратка реплика кон ова што го спомна Софија. Така што благодарам за прашањето. Имаме простор за уште прашања, повелете. Или коментари. Симултано ги кренавте рацете, така што од тука кај што ми е поблиску, од тука ќе почнем. Ви благодарам за излагањето. Моето прашање би било дали може би имате временска рамка кога поголемиот дел, барем од нашиот западен, да кажам, свет, би преминал на точка каде што може би не може да се консолидираат назад во она што сме суштински родени сите. Па најеклатантен пример може да најдете преку медицината. Сега, зависно од тоа кој на кое ниво во која држава го применува, медицината ви ги дава најекзактните одговори. Кои земји се оние кои што се носители на тие промени, да речеме, и оние земји каде што истото се тестира. Во кои ние спаѓаме, по тоа го добиваме и одговорот. Затоа што примарно медицината е да лечи, Хипократова заклетва, во името на доброто на човекот, do no harm. А во последно време, тешко дека таа лечи, освен ако немате дебел джеп. Медици... Еутаназијата, каде што, например, во Швајцарија доста масовно се применува. Словенија има
минатата недела референдум во однос на истото. Прашај. Да, сега кога бе има неуспешен. Меѓутоа има референдум. Кај нас не е поставено на тоа ниво прашањето за евтаназија. Меѓутоа се сеќавам пред ковидот во рамките на Центарот за интегративна биоетика кој го водам, имавме дебата и беа тројца, четворица гости. Четворица всушност. Од аспект на психологијата, Фрицхан беше, Софијанова беше од аспект на медицина, Тупанчевски беше од аспект на кривично право и така натам, и од нашата бранша, односно од аспект на философијата, етиката, биоетиката и така натам, зборувавме на таа тема. Прашањето, ние се уште не сме дојдени до тој степен каде што народот сам по себе ќе го поттикне тоа прашање, дали во облик на референдум, дали во облик на дебата овака, отворено да зборува за истото. А нема да биде долго време кога ќе го поттикне истото. Затоа што под влијание на Западот лека полека и ние се ориентираме. Иако лулката на таа западно-европска предсемисла сме ние. Но очигледно сега како бумеранг сето се враќа на нас, кон лулката. Мајо, могу само споменути неке позитивне стране трансхуманизма. Dakle, a možda će se dotaknuti ovog vaše pitanja. Dakle, pozitivna strana transhumanizma je to da, recimo, mi uopće ne bismo saznali što je brain-computer interface tehnologija da nije bilo Elona Muska, koji je popularizirao svoju tvrtku Neuralink i dakle implantat koji je razvijao 2016. godine. Dakle, slične stvari su se događale, odnosno razvijale desetljeće prije, jel? Ali nitko nije znao što je to BCI tehnologija. Međutim, cijeli transhumanistički narativ oko Neuralinka nam je zapravo privukao pozornost i mi smo se počeli baviti tim pitanjima, jel? To je jedno dobro koje donosi transhumanizam kao narativ, u smislu da smo se digli, postali pozorni na ono što se događa sa tehnikom oko nas. Rekao bih još jednu stvar, ključan pojam u transhumanizmu je singularnost, dakle, to je ovako više jedna religijska koncepcija, nešto slično kao u kršćanstvu parusija, samo u transhumanizmu ima vrlo materialistički smisao, neka prekretnica u vremenu, dakle, koju će donijeti suvremena tehnika. Ali što sam htio reći, dakle, transhumanizam osim toga nam je posvijestio, odnosno otkrio vrijeme u kojem svako naše pitanje na koje nas potakne suvremena tehnika je singularno u smislu da kad otvorimo njegovu društvenu dimenziju, ono je istovremeno antropološko, etičko i ontološko pitanje. Dakle, pitanje što ćemo sa proizvodima Neuralinka kada uđu u komercijalnu upotrebu za nekoliko godina, to nije pravno pitanje. To jest pravno pitanje, to nije, dakle, medicinsko pitanje, to je, dakle, pitanje o budućnosti čovjeka. To je pitanje o budućnosti zapadnih institucija, od kojih je medicina, dakle, jedna sržna. Jer čip kojeg razvija Elon Musk nosi sa sobom ne samo, dakle, nekoliko komada plastike i metala, on sa sobom nosi jednu dakle, antropologiju, jednu somatologiju. Možda o tome svemu Elon Musk nije razmišljao, možda toga nije svjestan, dakle, ali koncepcija aparata koje on proizvodi sa sobom nosi jednu filozofsku pozadinu, dakle jednu etičku pozadinu, jednu antropološku pozadinu koja, ako uđe u komercijalnu upotrebu i ako uđe u medicinu,
dakle, srušit će našu tradicionalnu koncepciju razumijevanja medicine, dakle, budućnosti liječenja, pa onda, dakle, i taj pravni segment koji se tiče tih pitanja, ali općenito našu koncepciju toga kako razumijemo čovjeka, kako razumijemo budućnost čovjeka. To je, dakle, singularnost, ali singularnost u pitanjima. Dakle, jedno pitanje otvara sva pitanja. Evo, jedno pitanje koje pokrene tehnologija otvara sva pitanja i to na najdubljim razinama. Само, не слободно, додека отидеш, јас ќе надополнам. Мало надополнување. Ова за што Стјепан говори, ако сте го гледале, или препорака топла да го одгледате филмот The Final Cut, се вика, Роби Вилијамс. Да. Тој е главниот режисер кој што треба од целата таа плочка да состави еден документарен филм од 15 минути за време на погребот на тој лик. И тој е најмен, затоа што е страшен професионалец, да направи еден таков документарец и при тоа наоѓа на 1001 прашање многу мрачни. Животот на тој човек, неговиот однос кон општеството, неговиот однос внатре во тоа општество со колегите, но и во приватниот живот, особено прашањето на односот кон неговата ќерка. Одгледајте го филмот. Dakle, samo da ne bih ostao nejasan i da ne bi ovdje dobio status i etiketu ludista, dakle nekoga ko se protivi napretku tehnike, ne radi se uopće o tome. Dakle, svatko ko nastupa u narativu prilikom razvoja tehnike, tako da filantropski želi pomoći čovjeku, 100% potpisujem. Dakle, 100% potpisujem. Međutim, ako otkrijem da se iza toga krije lažni filantropizam, kao što je to u slučaju priče oko Neuralinka, dakle, to više nije tajna, dakle, gazda Neuralinka je sam prije godinu dana, a i njegov glavni neurokirurg su zapravo rekli da nikakav filantropizam, dakle, u smislu pomaganja ljudima nije krajnji cilj razvoja, dakle, pomagala, umetaka, medicinskih pomagala, dakle, u Neuralinku, nego je to zapravo cilj razvoja brain computer interface tehnologije koja bi imala dakle, ne komunikaciju samo od mozga prema računalu, nego i računalo prema mozga, i krajnji cilj je da se mozak spoji sa umjetnom inteligencijom. Dakle, ja ne znam što to znači u tehnološkom smislu, dakle, neko se bavi tehnikom i mislim da ni oni baš u potpunosti to još ne mogu znati što bi to značilo, a sigurno su upućeni, međutim to kod normalnog čovjeka izaziva strah. Dakle, primaran cilj, dakle, nije ono što se govorilo prije nekoliko godina, nego je, dakle, krajnji cilj je eksperiment, dakle, eksperiment sa čovjekom. I to ne mogu podržati. Dakle. Nisam protiv toga i nitko normalno nije protiv toga da se ljudima pomaže i da tehniku koristimo u terapeutske, medicinske, kurativne svrhe. Dakle. To je ono što je medicina. Da. Мислам дека е полезно да се направи прво една дистинкција помеѓу две нешта, а потоа тие две нешта се стават во соодветна релација. Дистинкцијата е помеѓу научниот напредок и напредокот во технологијата од една страна и од друга страна трансхуманизмот како начин на интерпретација, разбирање и осмислување на тој напредок. Сега, тоа е првата работа. Втората работа, тие две нешта не се неповрзани едно со друго, заради тоа што интерпретацијата влијае врз понатамошниот развој на самата технологија, како што и постоењето на одредена технологија условува одредени интерпретации. Мислам дека е полезно да се направи таа дистинкција, тоа што не може да се идентификуваат целосно технолошкиот напредок со трансхуманизмот, како што не можат ни да се раздвојат целосно едно од друго. Имаше прашање позади. Благодарам. Во интерес на време да ќе бидам краток. Прашањето е поставено до било кој може да одговори од нашите гости. Така. Моето прашање е, бидејќи често пати ги изговоривте и трансхуманизмот и посткомунизмот,
дали транскомунизмот е последен чекор на не натуку поточно кон посткомунизмот, односно дали можеме да ги ставиме во една рамка, или тие се две насоки, или дали водат кон една насока. Или поконкретно, дали можеме во едно полувреме да ги ставиме, или тоа е едно полувреме, друго да е друго полувреме, или тоа е различна, ајде да речем, игра. Било кој. Благодарам. Dakle, ono što u literaturi možemo naći, dakle, da postoje oni koji to razdvajaju. Ja u biti ne vidim neku suštinsku razliku. Dakle, ono što etimološki vidim da se, dakle, transhumanizam odnosi na proces dolaženja do nečega, a posthumanizam je ono što bi trebao biti cilj, jel? Na taj način interpretiram to, jel? Međutim, postoje ljudi koji se rado gibaju u okvirima koji su unapred zadani, pa od toga rade filozofiju. Dakle, ali mislim da u načelu tu nema razlike. Dakle, što se tiče nekog etičkog okvira, što se tiče nekog antropološkog okvira, da je to jedno te isto. Jel? Da. Во ред. Може само микрофонот. И ова ќе биде последното прашање, заради тоа што времето не истекува. Јас имам некоја представа дека во сето ова го изоставивме Бог како појдовна точка, како креатор и состојбата на човековата душа моментално, затоа што Менандер, еден грчки драмски писател, вели колку е величанствен човекот кога е вистински човек. Сега, ние сакаме да дојдеме до некоја посовршена состојба, меѓутоа како ние ќе дојдеме до тоа кога се бориме со сопствените страсти? Уште не можеме нив да ги поведеме, а камоли да правиме нешто поголемо од себе. Тоа ме интересира. Moje pitanje je za oca Milana. Da za teologa. Питање Бога упричи. Не е за мене. Како не е за вас, етика и аскетика се поврзани едно со друго. Почни. Сепа не. Hoćeš ti poći pa ću... Ja ću završiti. Može. Da. Samo malo pojasnim. Може ли уште еднашка прашањето кратко? Во кратки црти за него само. Како ние ќе станеме некои повисоки суштинства кога ние не можеме да се ослободиме од страстите на душата? Каде е душата во целиот овој технолошки елемент? Dakle, jasno. Sada, ja mislim da je, možda ću malo zaobići, ali mislim da ću na taj način dati odgovor na vaše pitanje, pa možda ga usmjeriti u jednom drugom smjeru, da možda krenete od jednog drugog polazišta. Dakle, smatram da mi danas puno pojmova podrazumijevamo. Dakle, ono što se možda u suvremenoj psihologiji ili kolokvijalno naziva duša, ne mora uvijek biti ono što je kršćanska koncepcija duše. Dakle, pa ako hoćemo i u suvremenoj znanosti, dakle novovjekovnoj znanosti i tehnici koja počiva zapravo na kartezijanskom razdvajanju, dakle onoga mislećega i onoga tjelesnoga, dakle pitanje je što je to duša, jel? Što je to duša u nekom... U redu. Dakle, ja mislim da je, i to je moja pozicija, dakle kao kršćanina, u neku ruku kao etologa, da mi dušu ne možemo razdvajati od tijela. Jel? Kad kažemo tijelo, onda mislimo i duša i duh. Kad kažemo duša, mislimo tijelo i duh. Kad kažem... Ne možete povedati. Dobro, evo samo da vam kažem. I u tom smislu govoriti o duši u nekom posthumanom stanju, meni to koncepcijski nije prihvatljivo sa mojih antropoloških pozicija koje prihvaćam. Dakle. To bi značilo, dakle, osloboditi se tijela
I znači da kada se oslobodimo tijela kao nečega materijalnoga, onda možemo raspolagati sa dušom, ono što se na engleskom naziva mind, da zapravo se misli vrlo materialistički brain, mozak, dakle pa ga možemo negdje presaditi. Dakle, to je vrlo naturaliziran, materializirana slika čovjeka koja je meni neprihvatljiva. Mislim da postoje čak i empirijski dokazi da postoji nešto više u čovjeku od možganih interakcija. Dakle, tijelo, kad kažemo tijelo mislimo čovjek, kad kažemo duša mislimo potpuni čovjek, kad kažemo duh mislimo potpuni čovjek. Dakle. A mislimo ga u tim trima dimenzijama u kršćanskoj antropologiji. Неколку забелешки во однос на вашето прашање. Прво, ние зборувавме на оваа тема. Не е дека не зборувавме на оваа тема, зборувавме точно тогаш кога ја направив дистинкцијата, разликата помеѓу логосот на суштината и начинот на постоење на суштината. Тоа е основна поента не на било кој, туку на Свети Максим Исповедник, кој што е еден од основните, фундаменталните аскетски писатели и автори во црквата. Утре ќе зборувам повеќе на таа тема. Овие два поими се поврзани со уште еден концепт, а тоа е поимот за аскезата, аскисис, го викаме подвиг. Она што вие го именувате како очистување, нели, од страстите и слично, точно влегува во таа сфера која што се вика аскетика или подвижништво. Подвижништвото е прилагодување на начинот на постоење, на тропосот на постоење, на она што е божествената замисла и план за човекот. Бог е разбран тука како архитект на човековото битие, кој што му дава од една страна почеток, она кое што самиот, но истовремено му го задава и крајот и смислата на неговото постоење, му задава целта која што тој пак треба слободно да се придвижи и да го реализира тој тропос или начин на постоење. Многу битна поента кажа доктор Штивич, а тоа е дека душата не се разбира во христијанството како дел од некаков дуалистички систем, каде што е спротиставена на телото. Телото и душата одат заедно. Има многу битна поента за воскресението на мртвите во целото христијанско вероисповедание. Ќе се прашаме зошто да воскреснат и со тело, зарем е телото битно? Да, според христијанското разбирање, телото е исклучително битно и оди заедно со душата. Човекот се гледа како едно цело и целиот човек е всушност тоа единство на телото и душата во заедница со Бога, со нивниот создател. Така што се тоа што го зборевме ги содржеше во својот фон на ниво на предпоставки сите овие аскетски поенти кои што сега ги експлицираме дополнително за нели да ги доразјасниме и да реферираме кон вашето прашање. Јас тука би ја затворил дискусијата, ама ми искушува уште едно прашање кое што очекувам дека ќе биде интересно, знаејќи од кого доаѓа, така што ако не е проблем, ќе продолжиме за уште некоја минутка. И дека ќе биде интересно. Јас антиципирам. Да, значи од се што можев да заклучам вака, трансхуманизмот е една парадигма во формирање. Значи, се уште не се знае што е тоа трансхуманизм и каде ќе води. Меѓутоа, еве, од другиве учесници не се надоврза прашањето за смртта. Значи, прашањето за смртта, начините на незиното надминување, затоа што трансхуманизмот да се размере треба да се стави во некаков контекст, референтна рамка. Тука и отецот Милан, секако и вие, значи, кога ќе ги ставиме виз верса теологијата, догмата, христијанска во овој контекст, и самиот трансхуманизмот и неговите идеи уопшто за постоењето на душата, дури има идеи за префрлање на меморијата на клауд, дури со новите. Значи, главните црвени линии, што ги спомна и самата девојка господја, за тоа каде се црвените линии на трансхуманизмот, според мене е смрт. Продолжувањето медицинско на животот, меѓутоа до каде? И дали самото теждение е надминување на смртта, меѓутоа онтолошки е различно од христијанството, преку технологија и на друг начин. И дали ќе биде
потребен Господ, односно Бог, во случај да, тоа се случи. Благодарам. Има ли до некого, ова е како коментар или прашање до некого? Не, тоа е моја дилема. Па една од целите на трансхуманизмот е всушност и тоа. Надминување на смртта. На каде ни самите трансхуманисти не знаат. Затоа што ако одите кон тоа усовршување на човечкото тело, душа, сватена како брейн, како мозок, така натаму, тогаш не можете да дојдете ниту до смртта. Вие сте вечно. Што тоа вечно значи? Повторно немаат одговор. Дали тоа вечно значи вечно млад како еликсир или вечно во иста состојба во која ќе ве скрпат? Нели, да бидете една целина. Затоа што веќе не е тоа душа и тело, тоа е мозок и тело. И толку. На каде оди приказната? Затоа по трет пат. Тоа е вешта манипулација. На каде одат и тие не знаат. Тие промовираат нешто што звучи бомбастично, фино се вози приказната околу трансхуманизмот, но на каде никој не прашува. Моја предпоставка е онаму каде што, бидејќи парите немаат мирис, вкус и ресто, онаму каде што е зелено. Мојата предпоставка е. Имам, нели, и аргументи за тоа, но тоа во некоја друга прилика. Меѓутоа, целата приказна со трансхуманизмот оди натаму. И до каде ќе оди, до кога ќе оди, и тоа не го знаеме, или можеме само да предпоставиме до оној миг кога човештвото под влијание на разумот ќе дигне рачна и ќе каже застанете, кој за што на каде не вози. Имам свој јас, во што се состои тоа, начинот на кој што ги носам тие одлуки, етика на одговорност, што ја преземам не само за себе, туку и за генерациите кои доаѓаат. Иначе, сето станува само по себе безсмислено. Зошто го правиме тоа? Ај сосема за крај ми текна на едно... Јас се извинам. Да, слушаш нешто или не? Па htio sam Јер ќе ја заклучите. Pa htio sam nešto. Слободно. Ovako, mene je zanimalo što transhumanisti govore o religiji, jesu li isključivo negativni po pitanju nekih religijskih tema, pa sam naišao na neku prepisku tih dvaju perjanica transhumanizma, Nika Bostruma i Max Mura. Dakle, i oni su imali neku prepisku mogu li se religiozni ljudi priključiti transhumanizmu, nešto u tom smislu. Dakle, i došli su neko suglasje, je dakle, dok god priznavaju načela transhumanizma, do tada mogu dakle, ove bitne stvari do koje mogu držati u svojoj privatnoj sferi, dotle mogu biti dio transhumanističkog pokreta. Dakle, još jedna stvar na koju mislim da transhumanizam daje odgovor. Dakle, u toj novovjekovnoj znanosti, dakle, postavile su ona 4 klasična principa znanosti, dakle, kauze one. I u suvremenoj znanosti taj kauza finalis, odnosno smisao, zašto nešto radimo, je ispao. Da, i zapravo pokreti slični transhumanizma, ako to gledamo kao neku, kroz neke naočale povijesti znanosti, odnosno filozofije znanosti. Čisto налетат информација дека трансхуманизмот е регистриран како религија. Може да заврши само. Da. Dakle, i transhumanizam zapravo pokušava dati odgovor koji je smisao tehnologije sa svoje strane. Dakle, ono što stoljećima nije poznalo, što se iz znanosti izbacilo, dakle, on pokušava usmjeriti. Ja mislim da tu teologija sa svoje strane i dakle, pa ako nešto kao kršćanska filozofija može dati puno od toga, dakle, jer mi baratamo sa jednim potpuno drugačijim pojmom znanosti. A to nije znanost koja je utemeljena na moći za ovladavanjem. Ima jedan teolog iz Zagreba, pokojni Tomislav Šage-Bunić, koji je napisao jedan teološki članak, demon vlasti. Demon vlasti ili duh sveti, odnosno duh Isusa Krista. Dakle,
u znanosti, odnosno toj tehnoznanosti o kojoj se govori znači zadnjih desetljeća, je to paradigma, dakle ovladavanje. A sada smo došli da se pokušava kontrolirati i ovladavati čovjekom samim. Dakle. Kršćanstvo raspolaže jednom drugom paradigmom, a to je znanje kao služenje. Znanje kao služenje. I u konačnici to je na Veliki četvrtak pokazao Isus Krist kad je oprao noge svojim učenicima. Dakle, u konačnici je otišao u smrt za njih i tako. Samo još jedan kratak komentar na pitanje strasti. Meni je riječ jako zanimljiva zato što je vrlo srodna sa imenicom stradati. Tako da je to poziv da budemo krotki i ponizni i da budemo pozorni na strasti, jer strasti mogu voditi k čudnim idejama. Dakle, da strasti su vrlo srodne sa riječi stradati. Не можете. Не. Ево касније кога завршиме. Апропо страста, само уште нешто. Зборот страст доаѓа од старогрчкото патос. И патос има основно неутрална, не само негативна смисла. Заради тоа што човечката душа има еден аспект кој што се вика патитико, страдателна димензија на душата. И таа поседуваме по природа. Така што прашањето е на кој начин и како ги интерпретира, како таа димензија, страдателна димензија на душата се поставува кон различни предмети. Дали на начин кој што е повторно согласе со ова кауза финалис, односно крајна цел на незина, или пак свртена во друга насока. Апропо идејата за безсмртноста, тоа е стара идеја, тоа е стара желба, стара потрага по светиот грал. И ги имаме алхимичарите. На ниво на интерпретација исто ја имаме идејата на трансхуманистите, нели, за некакво продолжување, но не и за радикално надминување на човечката состојба. Идејата за аплаудирање, нели, на свеста е чисто дуалистичка. Затоа што човек се сведува на некаква свест, на некаков сет на податоци, на некаков код или на некаков алгоритам. Каде е телото тука? Значи имаме многу недостатоци тука и можеме да се навратиме на доста класични дуалистички и други учења кои што сме ги имале во минатото, ако ги разгледаме овие перспективи и овие концепции тука. Јас ова би предпочитал да завршиме. Навистина имавме интересна, плодна, интерактивна дискусија, имавме доста убави прашања, зашто многу ви благодарам. Сакам на крајот, сосема на крајот, да ве поканам утре, бидејќи настаното од отворен тип, имаме конференција на Богословскиот факултет на многу слична тема, темата е теологијата и технологиите. Двајцата вечерашни гости ќе не бидат гости на конференцијата, почнува од 10 часот, завршуваме некаде околу 2-2,5, така што кој е во можност може да ни се придружи, кој не е во можност, настанот ќе се снима, така што ќе ги има на YouTube каналот на Богословскиот факултет сите изложувања. Обично ова се кажува отпосле, не се кажува сега, за да се потигнат што е можно повеќе луѓе да дојдат, но честно е да ги имавте информациите, нели, и за времето на конференцијата, како и за тоа дека настаните ќе бидат достапни, односно изложувањата ќе бидат достапни. Секогаш да се биде присутен на некој настан е нешто многу повеќе од тоа просто да се види преку YouTube или преку некој видеострим. Тоа особено добро го оседивме за време на COVID пандемијата. Имавме точно во оваа просторија, во рамките на истава оваа серија дискусии, имавме фантастични гости, кога зборувавме точно на оваа тема. Може би некој од вас кои што беа тука тогаш се сеќаваат, го имавме професорот Ѓорѓи Каприев и професорот Владимир Петрушевски. Кога говоревме на темата за важноста на физичкото присуство. Кога ние влегуваме во интеракции, или кога учиме, или кога дознаваме нешто, кога учиме, не е доволно само преку компјутер да некако стекнеме гола информација, туку е потребно и физичкото присуство, што е всушност референца кон нашата тема од претходно, дека човекот е психосоматско суштество, дека е битно и телото и душата. Со ова мислам дека е сосема пригодно и во контекст да ја завршиме вечерашната дискусија. И уште еднаш голема благодарност до нашите гости, како и до сите присутни.
Сакувам убава вечер. Благодарам за трпение.